Ајде сега ние да си продолжиме со нешто што ќе ни ја разгали душата, а тоа е гласот на прекрасната дама која што имаме во нашето студио, Лилијана Стоилковска, и првата дама на Македонското радио. Вашиот живот е исполнет со глас, приказни и љубов кон радиото, но и мојот исто така. Првата љубов моја кон радиото, а телевизијата некако ми беше наметната. Драго ми е што јас сум ова утро дел од оваа утринска програма и да бидам во ваше друштво и да разговараме за она што вие сте го имале како искуство некогаш. Најнапред, добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Секако добро утро и вам овде, вработените. И секако многу ми е драго што ќе бидем ова утро со вас и се разбира со гледачите кои ќе не следат утрово. Задоволството е наше. А инаку првата љубов радио Скопје и радио телевизија се исто така и моја прва љубов како и вам. И последна, веројатно. За мене последна, меѓутоа не последна, туку веќе нема каде. Тоа е. Да. Сепак вие со енергија која што не е воопшто мала за годините што ги имате и сакам да го искористиме гласот со кој што јас растев и поради кој што можеби сум денес тука каде што сум, љубовта кон медиумот, да слушне и македонската јавност и да се потсети на нешто што можеби не го слушнала, а тоа е вашата дикција, вашиот професионализам и вашето читање. Може ли да слушнеме песната? Ви благодарам многу и на поканата, се разбира, и на она што вие сметате дека, но не само вие, туку и други, сметаат дека радиото беше основа на она што значи македонски литературен јазик, негувањето, чувањето и воопшто презентацијата на јазикот, на народот и на идентитетот македонски. Убаво што е многу битно. А песната навистина сега ја побара и во Сиднеј за весникот македонски таму и ја испратив така наменска би рекла. Меѓутоа уредникот тамо Душан Листевски рече дека многу му се допаѓа и да не пуштам повеќе песни, оваа нека остане само. Сакам да слушна и нашата македонска јавност. Ќе се обидам да ја прочитам. Илинденска. Рои мисли ми се редат, кои секако вредат. За тебе голем празнику, ден Илинден, ден вековит. На секој македонец, кај му е местото? Да, тоа е единствено во Македонија. А има ли народ понесреќен од македонците? Дојди на ова поле широко, на ова земја исконска. Не прашувај ме за овие стихови, кои од умот и срцето излегоа, низ дамарот затреперија и низ устата истекоа. Ох, време чудно, држи го окото будно, да лубавини ке донесе или улавини. А утре е празник, зурли нека трештат, тапани нека екнат, ангели нека пеат, глас нека се екне. Пејте, мили, за Илинден, ден голем, празник голем македонски, весело и вознесено да празнуваме. Сите заедно, каде и да сме, да се радуваме, да се радуваме. Браво! Секоја чест. Јас ви благодарам. Паѓам во делириум кога го слушам гласот ваш. Ви благодарам. Преубаво, да. И можеби ќе ни требаат не една, можеби еден месец емисии за да го прочитам сето она што вие сте го постигнале во вашите години од кариерата и она што го правите и во моментот по завршувањето на професионалната кариера. Член на поетското друштво Григор Прличев од Сиднеј, Австралија, член на Уставен одбор како референт за образование, референт за култура, председател на Актив на жените во Македонскиот сојуз, член на Уставен одбор на Македонско-шведско поетско здружение Единиција во Шведска, член на просветни работници, литературни творци. И ова нема крај. Ова е со страници, велам ќе ни отидат минутите. Меѓутоа, може ли
ете да ни кажете сега на нас, помладите генерации, како да останеме доследни, да го зачуваме македонскиот идентитет, јазик, дикција, сето она, како треба да се однесуваме професионално? Исклучиво за се ова што сум го постигнала од љубов кон јазикот, од љубов кон интерпретацијата, од љубов за презентацијата и на македонскиот јазик, и на македонецот, идентитетот на македонецот, и се разбира, презентирам нешто што светот помалку порано, сега може би и повеќе знаат, за македонецот и воопшто за Македонија. Тоа ми беше обсесија во животот, дека мора да се работи, ама со голема љубов и со голем ентузијазам, дека не треба да се гледа тоа низ призма колку ќе се плати, туку колку ќе дадам. Се во прилог на презентацијата на македонската култура, на македонскиот јазик, на македонската традиција, историја и така натаму. Така што мојот пат од таа презентација на македонскиот јазик тргнал дури од 1968 година во процесот на збратимувањето на Епинал и Битола, каде што пред доајените и пред ветераните француски големи луѓе, херои, биле на Кајмакчалан и беа присутни токму на тој чин и на една презентација на македонската култура и на македонскиот воопшто идентитет и таму во тие предели во Франција и Епинал, што беше задача да се присоедини, да се збратимат Битола и Епинал, што ми беше голема чест. Продолжи тоа. Така што во Њу Јорк 98 година бевме во Обединетите нации со првото писмо од македонците за правата на човекот во светот. Потоа продолжив во Сиднеј. Па во Сиднеј исто така имав таква една, да речам, задача да ја презентира Македонија во времето кога имаше многу немири меѓу македонците и грците и сето тоа требаше да се смири. Како? Така што директорот тогаше на радио Прокопенков, Јекослав, тој рече дека мораш да најдеш начин. Кој е начинот? Начинот е да се собере народот македонски и да се направи една голема програма, на која програма присуствуваше толку голем број луѓе, македонци, и се разбира и од Австралија, и од Сиднеј, и од подрачјето каде што најмногу ги има македонците во Бекстаун, тоа е предел еден каде што македонци секаде ги има, ама таму најмногу. Вас и најголемата желба ви е македонците да се вратат во земја. Исклучиво. И таму да се направи една програма каде што немаше игла каде да се фрли во салата на таа програма и ја постигнавме целта. Таа ноќ беше мирна, без никакви истапи, без никакви несакани настани, што се очекува и од македонците и од грците. Сепак вие сте препознатлив радиски глас. Што ќе им препорачаме на младите кои што сакаат да ги заземат и да ги продолжат вашите чекори? Исклучиво на младите препорачувам прво да се сакаат себе си. А ако се сакаат себе си, тогаш ќе го сакаат и народот македонски, својот народ, а со тоа ќе придонесат во тоа, да речам, размислување како треба и што треба да се прави и надвор од Република Македонија. Дали сметате дека со пензионирањето, вие сте пензионирана веќе долги години, но продолжувате со активности? Исклучиво. Еве, што на луѓето од таа доба ќе им препорачаме, како можат да се дружат и јас ве гледам постојано некаде активна. Третата доба е наречена ова моја доба, што сега во моментов и песна направивме за третата доба, многу убава и интересна песна, народна, во стилот на македонската народна песна, ново создадена. Меѓутоа, воопшто
мислам дека активностите не престануваат за мене се додека ме држат нозете. А љубовта кон јазикот и презентацијата на јазикот во сите сегменти може да дојде до израз и без да се размислува што и како, туку само дај. Така, вие денес славите 80 години, јас сакам едно мало внимание. Браво! Нека ви е среќен Ви роденден. благодарам многу, многу ви Среќен благодарам. роденден. Живи и здрави. Денеска јас славам 80 јубилејни Среќен. години И уште од мојот долги живот, години. а не верувам дека се 80. Не Не знам чувствувате. зошто и вака како напишано само. А вие сте А не го прифаќам. А инаку имам два роден дена. Едниот роден ден е административен на 1 јули, а вториот е оној вистинскиот денешниот ден. Аха. И две имиња. Илинка Илина. и Илина, а потоа мојата кума Лилјана, која сакаше нејзиното име да го носам, и Гајдова, таа сакаше јас да се викам Лилјана и така остана како Лилјана. Двете имиња ви се прекрасни. Двете имиња. Да се видите жива, здрава, енергична. Ви благодарам многу на честа, ви благодарам многу на вниманието, посебно Задоволство од наша страна. што ми го укажавте во овој миг и навистина сум пресретна и дури повеќе од среќна. Видете ни жива и здрава, ве чекаме И вие. повторно во студиото на Алфа, секогаш ви се отворени вратите за да ни покажете како треба да се сака македонија Исклучиво, јазик не само да се сака, да се работи. и да се работи. Многу да се работи. Значи, ако јас треба да дојдам овде денеска, ноќеска цела ноќ размислував што и како да кажам, ама тоа да биде кратко, да биде собрано во минутите што вие сте ги предвиделе. Така што и секој друг така треба да планира, да го каже она битното, а и исклучиво да биде интересно за сите оние кои не следат ова утро, а јас си јавив на моите пријатели да не следат и Алфа телевизија да ја следат. Благодарам. Ви Секогаш благодариме. следите не и секогаш следите го вашиот идеал и вашите цели, како што тоа и го правите. Уште многу години и ве чекаме повторно. Ви благодарам многу на вниманието, ви благодарам на поканата и на гостувањето. Да ви пожелам многу успеси на сите полиња и посебно на полето на негувањето и чувањето на македонскиот јазик како основен елемент или сегмент на една нација. Имаме многу што да научиме од вас. Ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма, да сме живи и здрави. Ви посакувам уште долги години и повторно да се видиме. Белким по 20 години. Зошто да не? Секако дека да.